Вардар ги започна подготовките за пролетниот дел. Целта е опснок. Првата фаза ќе се отработи во Скопје, а потоа тимот заминува на подготовки во Анталија, Турција, каде ќе се одиграат и пријателски надпревари за темпирање на формата. Силект ги започна подготовките. Кратово сака титула во првата лига. Александар Васовски денес во Кратово означи старт на зимските подготовки. Главната фаза ќе се отработи и во Анталија, Турција. Детонит Плочковица ги представи повратникот Александар Смилков кој доаѓа од редовите на Каменица Саса и Давид Доброшлиовски кој доаѓа од Прилепска победа. Бреера Струмица започна со подготовките за пролетниот дел, ќе се соочува со тешки предизвици за опснок во елитата. Нов шеф на стручниот штаб е Тони Атанасов. Ракометарите на Куманово ги започнаа подготовките. Целта ќе биде опснок во ракометната Суперлига. Искусниот ракометен стратег Горан Доновски по 7 месеци се раздели со Раховец од Косово, каде забележа одлични резултати со тимот како во шампионатот на Косово, така и на меѓународната сцена. Нашите најдобри ракометни судии Славен Николов и Ѓорги Начевски се во изборот за најдобри судии во светот за 2024 година. Но во илијата во трета лига Југозапад екипата на Евротип се засили со напаѓачот Антонио Марцевски, Петар Цветко, со кој се засилува средниот трети напаѓачот Иванчо Ивановски. Тројцата доаѓаат од третолигашот Кравари. Никола Најдовски се врати во прволигашот Тиквеш од редовите на второлигашот Кожев од Гевгелија. Една минута спортски вести на спортска мрежа.